Во вечерашното издание на Отворено зборуваме за новиот британски заем. Што значи тој за македонската економија, за јавниот долг, но и за развојот на инфраструктурата? Колку е заемот фискално одржив? Кои се економските импликации и дали проектите што ќе се финансираат ќе донесат конкретни резултати на терен, вклучително на тоа и дали ќе значат нешто за македонските компании. Ќе дискутираме и за транспарентноста на ваквите билатерални договори, ефектот врз банкарскиот сектор и значењето на изборот на нов гувернер на Народната банка. Гости во студиото денеска на оваа тема се Благица Петрески, извршна директорка во Financing. Добро вечер. Добра вечер, добре дојдовте во студиото. Андреа Серафимовски, председател на Сдруженијето за градежништво при Стопанската комора. Добра вечер. Добра вечер. Добре дојдовте. Да, и Ванчо Узунов, универзитетски професор. Добра вечер и за вас. Добре дојдовте во студиото на телевизија 24. Добро вечер, Младен, фала за поканата. Да, Петрески, рековме влијанието на британскиот заем врз купниот јавен долг во Македонија. На почетокот немавме доволно информации, беа 6 милиарди и така натаму, кои што не се знаеше на колкав рок се однесуваат, за колку години и така натаму. Сега веќе има значајни показатели. Станува збор за 2,2 милиарди евра за првите 4 години. Так. Најпрво сепак сметам дека продолженото партнерство и продолжената соработка со Велика Британија и со Обединетото кралство е од значајност, затоа што ние имаме добра соработка и имаме долгорочно искуство на таа соработка, така што ова соработка е форма на продлабочување и таквите соработки треба да ги негуваме. Од аспект на јавниот долг и буџетскиот дефицит како ќе се одрази, да, на почеток не беше јасно дали станува збор за задолжување или станува збор за стратешко партнерство кое што беше најавено дека ќе биде во делот на инфраструктурните проекти. Сега веќе станува јасно дека овие средства кои што се во рамка од 6 милиарди, меѓутоа за првите 4 години 2 милиарди ќе треба да бидат вратени. И тука има и понатамошни одредени нејасноти, меѓутоа дали ќе влијае на вкупниот буџетски дефицит и на вкупниот јавен долг, многу е значајно во оваа фаза да видиме дали оваа форма на задолжување представува финансирање на моментално испланираниот буџетски дефицит или излегува надвор од таа рамка. Зошто е ова значајно? Затоа што ние имаме фискалната стратегија, каде што фискалната стратегија проектира дека во следните 3 години ние ќе ги имплементираме овие активности, ќе ги имплементираме овие проекти, тоа значи толков износ на расходи. Бидејќи нашите вкупни приходи и потенцијал е понизок, ние имаме буџетски дефицит кој што некаде треба да го финансираме. Кога зборува министерката не зголемување на јавниот долг, претпоставувам дека мисли не зголемување на јавниот долг од оној кој што е проектиран. Меѓутоа, дека ваквата форма на задолжување ќе влијае на јавниот долг, да, влијае. Меѓутоа, тоа треба да биде во рамки на она кое што е планирано. Кога овој долг ќе излезе надвор од овие рамки, доколку оваа форма на проекти не е во делот на овие расходи, доколку погледнете подетално фискалната стратегија, внатре овие проекти не се листирани. Значи, тоа е првиот индикатор дека можеби овие проекти излегуваат надвор од рамката. Но дури и да е така, јавниот долг не мора да значи дека ќе се зголеми ако знаеме дека ние ќе имаме кратење кај други проекти или ќе имаме поголеми приходи. Но во оваа ситуација тие два аспекти треба да бидат добро објаснети. Дали се вклучени? Ако не се вклучени, од каде ќе имаме кратење на расходи или како ќе ги зголемиме вкупните приходи за јавниот долг да не надмине она ниво кое што е планирано и во фискалната стратегија и во стратегијата за управување со јавен долг. Узунов, дали овој тип на задолжување, значи веќе во континуитет станува, прво имавме со Унгарија, сега имаме со Британија, владата тврди дека е поевтино задолжување. Дали тој тип на задолжување носи своевидни ризици или едноставно ако станува збор за поевтино задолжување, зошто да не? Носи големи ризици, не е дека не носи големи ризици и ја би почнал во разговорот денес од она прашање што ти го спомена на почетокот за транспарентноста на целата постапка. До сега. До денеска ние имавме една ситуација која што требаше државата да биде задолжена со 5 милиарди фунти или 6 милиарди евра врз основа на една патетична пресконференција одржана во сабота.
Тоа не е транспарентност. Тоа е тотално нетранспарентност. Скоро е исто, ако не и бетер од она на претходната влада која договорот го прогласи за деловна тајна, односно државна тајна, па не го објавуваш. Првата за Бехтеленка. За Бехтеленка. Истото е ова. И второ, целото тоа врз основа на параметри кои што никако не се кажани, него верувајте ми на жени мајка. Тоа не е транспарентност, тоа е тотално спротивно. Сега имаме малку повеќе информации, но повторно не доволно. И добро е да имаме вакви емисии за барем нешто да почне да се дебатира додека не се станала големата белја. Овој долговите држава со држава имаат некои олеснувања за политичарите, бидејќи некако полесно ги договараат. Имаат процес договарање кој што не е исти како позајмуваат од меѓународни финансиски институции и уште се многу полесни од оние ИПА фондови на кои што Македонија би имала, добро, сега има предпристапни фондови кои би станала членка еден ден, тек тогаш би добиле пари, зашто таму се многу потешки за добивање парите и потоа за имплементација. Меѓутоа имаат еден интересен недостаток. Прво, каматата е таа што ќе се договори меѓу двете држави и колку и да се земат од разни објективни параметри, Еурибор и така натаму. Значи, Еурибор е репер кој е за сите задолжувања е почетна точка, над која е битно колку е маргината. Сепак, во голем дел таа камата е паушално одредена меѓу двете страни. Зошто е тоа проблем според вас? Тоа е проблем ако таа камата е повисока од инаку каматата што може да добие државата за позајмување. Ние не ја знаеме каматата за овој кредит, за овој заем. Не ја знаеме каматата. Ние имаме уверување денес од вице-премиерот дека она ќе била пониска од инфлацијата. Каква ќе биде инфлација? И пониска од другите инструменти за задолжување што стојат на располагање. Од другите не ги знаеме бидејќи за тоа треба да конкурираме тогаш кога ќе конкурираме за тези евроврзница или евроврзница или во ММФ. Ама таа камата на евроврзница варира во зависност од многу параметри на меѓународен пазар на капитал, рейтингот на државата, презадолженост или непрезадолженост и многу параметри. А инфлацијата може да биде каматната стапка на кредитот овој пониска од инфлацијата, ако е инфлацијата превисока. Ако некој планира да има инфлација 10%, да ќе биде пониска каматата. Но тоа не е добро. Тоа не е воопшто добро за државата. Така што еден куп работи не се познати и тоа целото донесува не само до скепса, туку и за мене лично и до страф од ова како ова цела работа ќе произлезе на крај. Уште еден елемент, нема на почетокот многу да должам, ние имаме негативни искуства од овие работи. Унгарскиот кредит до сега не даде никакви ефекти, ама никакви, ни на развој ни на било што. А долго си стои. Уште еден ваков кредит, вие да задолжите државата, прим беа 5 милиарди, 6 сега спадна на 2,2, меѓутоа тоа е огромен дел од буџетот. Да задолжите државата толку. Добро, тоа се околу 400-500 милиони евра годишно, според она што го каже и министерката за финансии. За финансирање на конкретни 3 до 4 проекти. Супер. Колку се капиталните инвестиции годишно во буџетот на Македонија? Околу 400. Околу 500 милиони. И не може да ги спроведеме во една година. Сега уште 500, кој ќе ги спроведе? Видете, јас поразлично малце гледам на оваа тема. Беше дебатирано. Да, малце поразлично гледам. Зошто мислам дека е попозитивно ако финансираме капитални проекти во ситуација вако, зошто од аспект на условите. Мислам дека можеби ќе се успее да се договорат подобри услови. Зошто? Затоа што за разлика од евроврзница каде што намената е за широка употреба и вие имате прилив и ги користите, дали се тоа за плати, дали се други обврски, без разлика ви го надополнува буџетот. Извини што ти упаѓам. Можеш ти да земеш евроврзници парите и ги ставиш во исти проекти? Апсолутно, меѓутоа начинот на преговарање исто ти е тоа како на пример сакам да земам пари за да купам машини или земам пари за да ги поттикнам, за да ги поддржам платите на вработените. Не за платите. Условите ќе бидат различни кога купувате капитална кога имате обврска за капитални инвестиции, веројатно имате некоја проекција дека тие капитални инвестиции ќе го вратат тој долг и веројатно можеби можноста да преговарате за пониска каматна стапка е подобра. Тоа е мојата логика.
А вториот аспект кој што јас гледам дека можеби ќе биде подобар, ние кај капиталните расходи, да не се лажеме, имаме сериозни слабости во институциите. Капацитетот за реализација... Зошто би го променило да, тоа? зошто би го променило? Значи, капацитетот на повторно институциите мора да помине. администрација. И да, и не, затоа што предпоставката е дека ќе имаме и британски компании, каде што сме ние по договор обврзани за одредени крајни рокови. Значи, тука е некоја надеж која што мене ми дава дека можеби овие тесни грла во делот на капиталните расходи на ваков начин ќе бидат коригирани, меѓутоа треба времето да покаже нормално дали тоа функционира или не на терен. Да, ајде уште мал коментар, повелете Усунов. Така што имаш надеж, тоа е добро. Меѓутоа, ја малку сум поискусен од тебе и ќе ти кажам, немам надеж заради една многу едноставна причина. И остварувањето, имплементацијата на проекти и инвестиции не зависи од желбата на политичарите или од притисокот што ќе го правиш врз администрацијата. Зависи од капацитетот на администрацијата за имплементирање на проекти. Тој капацитет во Македонија 30 години е се понизок и никој не го гради. И Македонија едноставно не може да имплементира повеќе проекти. Не дека не сака. Ни една влада до сега не решила, ние нема да правиме капитални проекти. Не може да направи. И сега повторно нема да може да направи. Очигледно работата ќе треба да ја земе некој друг. А ако ја земе некој друг и ги спроведе проектите, е окей, тоа е добро уште. Меѓутоа, дали стварно ние ќе се согласи владата на тоа? Тоа значи дека она ќе ги на некој начин ќе треба да ги суспендира домашните институции, да ги даде работите во страна на рацете на британците. Ако немаме капацитети, ако немаме капацитети ни за транспарентни избрани компании, ни за спроведување и имплементација на проекти, барем некој кој што има капацитет, нека имплементира, затоа што да, нашите капацитети никогаш не надминале околу 500 милиони и тоа е. Ни 500 милиони не може да стигнат бидејќи од предвидени 500 милиони, а некаде 80% стигнат. Максимум 80. Тоа е реализацијата. Максимум 80 стигнат. Добро, еве да ги прашаме луѓето од филата. Овој договор за заем кој власта го најавува како најголем инвестициски заем до сега, значи ќе се користи стриктно за инвестиции и се споменава еден голем износ од 2 милиарди во железницата на коридорот 10. Имаме до сега искуство во барем два големи овие што во поново време, едниот се кинеските автопати што се градеа, другиот е оној што допрва почнува Бехтел и Енка. Што вие очекувате и барате сега ако го споредиме со тоа што претходно се случуваше? Па како председател на градежниците и како вработен во тој сектор, секако дека прво би сакал да го поздравам овој заем со оглед на тоа дека и добивме информации, иако ги немаме сите податоци и не можеме да коментираме по однос на условите, по однос на се она што ќе се случува во договорот, тоа тек допрва треба да видиме што ќе се случува. Ние како градежници го поздравуваме овој заем со оглед на тоа дека се работи за вложување во инфраструктурни капитални проекти кои ќе дадат добро за населението во некои наредни 2-30 години. По мене баш се одбрани добро инфраструктурниве проекти, баш се одбрани оние за кои што македонските градежници немаат капацитети да ги сработат. Ние ги изгубивме овие 7 години минати од кога почна да се гради првиот крак на железницата Куманово Белјаковци и вториот крак. Значи и вториот лот не бевме никако таму, не можевме да си го најдеме своето место, иако на повеќе наврати кон државата интервениравме, дека на државата е потребно да има компании кои ќе имаат искуство во железницата, затоа што ќе дојдат фирми ќе ги изградат, но после треба таа инфраструктура да се одржува и секако дека не може секој на повик да дојде да ни одржува инфраструктурата. Не најдовме за сходно последните 7 години дека да ги убедиме властите дека ние мора да најдеме некој начин тоа да биде административно правно покриен во кој што македонските компании би имале можност тоа да го научат, да го спроведат и утре да располагаат со знаење кое би донело некој поинаков развој. И заради тоа сега во делот на железницата немаме компании кои што може да го завршат, немаме нити знаење, нити имаме искуство и се надевам дека за разлика од претходните договори каде што нашите стратешки партнери работи што ние ги знаевме и кај што на едниот автопат на Кичево Охрид 51% повеќе работат македонски градежници, не работи главниот изведувач. Ова е за поздравување дека баш ова партнерство стратешко
Значи ги наменуваме средствата за битни инфраструктурни проекти и проекти кои што у принцип некој треба да научи како се работат. Исто така за поздравување и вложувањето во образовни, во медицински објекти. Тоа се работи што македонските градежници може да ги прават. За болница може да градат за болница го спуштивме или школи или и таа можност ја испуштивме за болница. Имавме ние договор потпишан помеѓу конзорциум македонски фирми и италијанска и тој се за жал се раскина, така да не можеме да се пофалиме дека имаме искуство да изградиме клинички центар како македонски компании, пошто го немаме тоа искуство. Туку можеме да работиме или како дел од joint venture или како подизведувачи и мислам дека овие проекти ни даваат надеж дека некој нешто рачуна да сработи со искусни кадри, а најавите дека македонските компании ќе имаат голем ковач од тој дел, барем такви се најавите сега за сега. Например, при конципирање на договорот со БТО никој не спомнуваше дека македонските компании ќе најдат свое место, него отпосте дознававме дека ќе имаат они некој удел и на крај видовме дека немаат никаков удел. И се надеваме дека поуките од овие два стратешки договори што ги имаме, а тоа е изградбата на автопатот Кичево-Охрид и автопатите што ќе ги гради БТО, се надевам дека ова вода која сигурен сум дека мака мачи да ги заврши тие проекти, ги знае сите проблеми и со првиот начин на договарање, кој е диаметрално спротивен со вториот начин на договарање, но ги знае проблемите и на оној начин на договарање каде што сите попусти се дадоа, сите закони се прекршија, се направија нови закони во кои што требаше да имплементацијата многу брза, па еве после 2 години гледаме дека немаме некој експлозивен старт. Зашто сега велите многу добро одбран овој коридорот 10 за железницата? Од аспект на тоа дека таму имаме една трасирана рута која што полесно може да влезе во реализација? Значи јас зборам од аспект дека вложуваме во инфраструктурен проект за кој што ние немаме искуство и не ни зема никој дел од ковачот, туку само можеме да добиеме дел од ковачот. Значи ние мора да мислиме дека овие наши градежни фирми за се што работиме ние на ова тоа дека би требало да ги обучиме или да им понудиме некои услови за развој. Значи ние во една неразвиена земја како нашата и земја која се наоѓа во цело свое постојање во транзиција, да не кажам, многу е битно да научиме правило дека ние не градиме да изградиме, него ние градиме за да се развиваме. Така да не е поентата ние да ги изградиме автопатите, железничките пруги, а нашите компании згаснат, пошто нема после кој да се движи по тие рути, туку многу е битно кога градиме градби, инфраструктурни капитали, да сметаме и мораме да рачунаме дека го градиме развојот на државата, а развојот на државата може да го градиме само преку силна економија, преку силни домашни фирми. Така да единствената и наш апел, но и заложба би било да македонските компании законски го најдат делот во овие капитални проекти, затоа што вториот договор со БТО покаже дека доколку државата не ги изфаворизира домашните компании на било кој начин правно, административно, легален, дека едноставно они немаат шанси да се борат на тој терен. Ние го критикувавме прво договорот со Синохидро, на крај утврдивме дека тој е многу поповален за македонските градежници и за нивниот развој него вториот. Петровски, да, колку овој договор влада ќе ги врзе рацете, да речеме, на македонската влада, вкупно на македонското општество за учество во дел од проектите, со оглед на тоа што веројатно договорот ќе подразбира учество на британска експертиза, британски компании и така натаму и така. Да, значи од два се аспектите за економските бенефити или ефекти колкави ќе бидат. Првото е во која мера ќе бидат ангажирани домашните компании. Значи, од една страна е... Тоа зависи од капацитетот. Од една страна е колку ќе биде пишано во договорот, меѓутоа од друга страна ги слушаме дека капацитетите се ниски. Ако се капацитетите ниски, тоаш треба да видиме во која мера ние имаме потенцијал да учествуваме со толкав аспект, а вториот аспект се долгорочните ефекти од кои што треба да ги донесат таквите инфраструктурни проекти кои што се во насока и на подобрување на конкурентноста и на долгорочните приливи од таа транзитна рута која што се добива. Останува отворено прашањето, ме прашавте дали ќе ги врзе рацете.
Останува отворено прашањето во која мера ќе биде транспарентна постапката на избор на вкупните компании. Значи, ние, јас тука се согласувам со Ванчо, дека ние имаме лошо искуство и лошо минато во минатото на спорни тендерски постапки, спорни избори и тука на вистина, ако успееме да ние не дадеме многу простор на политички влијанија и да биде тој процес транспарентен по британски стандарди, тогаш сме успеале. Меѓутоа, останува да видиме на вистина во делот на реализација во која мера процесот ќе биде транспарентен на избор и во која мера домашните компании ќе може да бидат вклучени и да бенефитираат од овој процес, затоа што во голема мера тоа ќе влијае на краткорочните ефекти врз бруто домашниот производ заради тој инвестициски циклус кој што се очекува, а доаѓа преку ангажирање на домашните компании. Ќе значи ли ова дека, например, само британска компанија ќе може да учествува на тој тендер или при вакви случаи се распишува меѓународен тендер? Зависи од тоа како ќе биде договорено. Бидејќи со Кина, кога ги земавме парите од Ексим банката, тоа беше билатерален договор каде што Синохидро, кинеска компанија, градеше. Зависи, Младен, од тоа како ќе биде договорено. И ваквите договори, уште една карактеристика што на почетокот кога ме прашате се овие договори влада ја не ја кажав, е тоа што се они асиметрични во корист на странскиот партнер. Видите се што ги случи, браво за британците, секој им чест, они ќе ни дадат пари, еден дел голем ќе го земат назад преку работата во проектите, па после ќе си ги вратат парите пак од назад, од Македонија, со камата. Они ќе си ги вратат парите барем 2 пати. Богатата Македонија ќе ја финансира сиромашната Британија, но кога си сиромашен, тоа се работите. Сега да видиме како понатаму ќе се договорат овие другите параметри, колку тоа ќе биде транспарентно. Она што сакав уште нешто да го посочам. Јас согласувам дека домашните фирми треба да работат, домашните градежни фирми треба да имаат работа и да бидат ангажирани, и ако може да бидат ангажирани и на извозни услуги, не само на домашниот пазар. Меѓутоа, јас сум кажал, Младен знае сигурно, Благе се претпоставувам ќе се сети многу пати, можда 100 пати сум кажал, доста со тој социјалистички термин капитални инвестиции се патишта, мостови, железници, асфалт, цигли, бетон и така натаму. Капитална инвестиција за Македонија, најкапитална е добро, квалитетно образование. Второ и здравство пред се образование. И ја, еве, сега и кажувам на овата еден предлог, има време до четврток или понатаму да размисли. Сите 5 милиарди договор со Британија во наредни 5 до 10 години да ги стави во подобрување на квалитетот, стандардите на македонскиот образовен систем целокупен, од предучилишно до постдипломско образование, да стане колку може повеќе налик на британскиот систем по стандарди, квалитет, содржина и така натаму. Тоа ќе биде најкапиталната инвестиција, слободно нека врати Македонија и со добра камата ќе биде нешто што е историски битно. Патиштата можеме и сами да ги изградиме. Патиштата може да најдеме пари и други. 30 години независно за сега да ги тргнеме на страна, да почнеме од нула. Не, види, проблемот на развојот на Македонија не е, само да докажам, да, не е недостаток на пари. Секако ова е стратегија, да, и треба да се разговара, но проблемот на развојот на Македонија не е недостаток на пари. Македонија пари има. Македонија има и криминал вишок. Македонија нема реформи. Недостасуваат реформи, структурни реформи, градење на конкурентност и добро образование. Тоа е проблемот на развојот на Македонија. И Македонија ќе се развие од овакви проекти, пак оваа ќе му биде стапката. Пола процент до процент повеќе. Со вистинска капитална инвестиција, со квалитетно образование, плюс и добро здравствено. Тоа следи од како ќе добие добро образование. На вистина државата ќе тргне по еден пат, после кој само одржлив ќе биде. До тогаш, додека си играме со овакви инвестиционен циклус, ќе правиме патишта кои што никој нема да ги користи, ама ние ќе ги правиме. Развојот ќе биде маргинализиран, мал и ние ќе се острмиме понатаму. Мислам, тоа е моје мислење, кој сака не каже друга теза, али ја тврдама теза со години не е популарна за политичари, меѓутоа еве, целиот проект, какви патишта не, дајте го во образованието. Британци нека дојдат, нека ни покажат што е добро образование, како се прави добро образование, кои стандарди, како да го организираме тоа и да нема враќање назад од тоа. Тоа би било најкапитална инвестиција.
Баш ме интересува мислењето на Да. Благица. Па еве може да Да, видете, инвестиција во човечки капитал докажала теоријата дека е значајна. Меѓутоа, ние во секоја една нова влада гледаме дека имаме приоритет, ќе инвестираме во човечки капитал, тоа ние и никогаш ништо не сме реализирале. Значи, затоа мислам дека е утопија да зборуваме ние за нешто кое ние никако не можеме да го поместиме од мртва точка. Ама мора Така да што мора да започнеме. Апсолутно во моментот ние имаме сериозни предизвици со работна сила, имаме сериозни предизвици со квалитетот на образованието, имаме низа на предизвици каде што ние мора да започнеме. Меѓутоа, да не заборавиме дека инфраструктурата е битна. Зошто? Затоа што од аспект на конкурентност на економијата, од аспект на продуктивност на компаниите, во моментот работиме токму една анализа на продуктивност на компаниите. Инфраструктурата, каде што е и патна, и железничка, и енергетска, и дигитална инфраструктура. А што е побитно? Ние Од двете, човечки капитал или патна инфраструктура? Двете се значајни. Кој е побитно? Двете се Кој е значајни. побитно? Немаш Тоа пари е за двете. приоритет. Тоа е приоритет Немаш затоа пари за што двете, кој е побитно? патна инфраструктура веројатно можеш за 5 години да изградиш, човечки капитал се гради во подолг временски период. И затоа почни го порано, бидејќи ќе трае подолго. Апсолутно, ние веќе касниме, меѓутоа тоа се приоритети на владата, треба да ги каже. Јас не можам да кажам кој е приоритетот на владата. Не можеш да кажеш, владата треба да слуша малку, не само да кажува. Тоа е суштината на овие емисии. Па ние добро, зборуваме, јас они како што слушаат. гледам, имаме ние низа на стратегии, паметна специализација, има стратегии, имаме реформска агенда, имаме предходно полна уста имавме за човечки капитал, каде се тие стратегии? И затоа да ставиме на нив тоа акцент. не значи дека не се става приоритет, ние имаме проблем со имплементацијата. Ние имаме проблем со доследноста, ние имаме проблем со континуитетот. Дефинитивно имаме проблем. Меѓутоа, веројатно одлуките е уништен последниве 15 ама ние сакаме краткорочни резултати. Нема Краткорочни резултати сакаме и во инвестицијата во човечки капитал, образование и здравство е долгорочен процес. И затоа да се почне, и со странски партнер да се почне, да има што кој знаеме британски систем образовен што е, знаеме. Дефинитивно нема тука збор. И ако тоа успее, тогаш Македонија стварно излезе на напад. А градежништвото ќе си работи, немам проблем со градежништвото или кога треба инфраструктура. И мене ми пречи да нема инфраструктура. Може да замислам колку на бизнисите им пречи кога немаат добра инфраструктура. Но како и да е пат имаме, работници никакви немаме. Уште едно прашање за младења, многу се умешав да мислам. Еве за Серафимовски, каде изгуби најмногу градежништвото? Во човечкиот потенцијал или во машинскиот, би рекол, и во оној кој што не може да донесе доволен технолошки напредок? Градежништвото изгуби го тоа што немаше долгорочна стратегија за градежништво, немаше ни краткорочна, немаше ни долгорочна стратегија. Така да сега, ако збориме за градежништво, збориме за најслабо градежништво што го има во оваа држава низ историјата. Зошто е тоа така? Затоа што потенцијалите и тие што ги имавме, може би сега ги немаме, затоа што едноставно ги изгубивме капацитетите со текот на времето. Значи, нашата држава цело време бараше од компаниите да бидат конкурентни, но даваше на стратешки партнер услови други и многу поповолни него што ги даваше на македонските компании. Бараше да се саморазвиваме, но сите застои на автопатите, сите застои во минатите 10-20 години на сите капитални проекти ги издржаа македонските градежници на плеки, затоа што нема ни една арбитража од македонска компанија према државата за да се ги наплати тие поварувања. За жал, долгорочната стратегија отсуствуваше, ние во последните, поготово мислам дека во последните 10 години имаме еден огромен пад на секторот градежништво као сектор, иако имаме по разни статистики од Државен завод за статистика од НБРМ, имаме некој пораз на градежништвото од 5%, тој прече се должи на проекти кои ги градат странци во Македонија, а не на порастот на македонските компании. И во моментов ние после долги години сме под 50.000 вработени работници. Значи во моментов се негде 47.600. Секогаш Македонија броева од 55 до 60.000 работници активно вработени. Сега броиме во најголемиот обем на градежништво. Купно зборуваме и инженери и работници кои што во градежништво. Да. Сега во овој ек на изградба на 4 автопати во моментов и две делници на пруги, ние сме најмали. Извинете, прашам, колку од нив се домашни, колку се странци имате? Значи, овие се само домашни. Овие домашни странците не ги броиме затоа што странците, знаете, ги пријавуваат на различни начини, некојаш ги пријавуваат. Да, така да не можеме таа статистика да ја извадиме
никако што е реално. Можеме да кажеме дека во овие 43.000 има странци што работат за македонски компании, но има и голем број странци што работат за странските компании и во моментот ние што имаме најмалце број на вработени во градежништво 47.000 од 100% фирми, 90% градежни фирми се од 0 до 9 вработени. Тотално неконкурентни, веќе дојдат британците, не може ништо да ги искористат. И никако не можеме да се сетиме дека треба да креираме големи фирми, дека треба да имаме големи потенцијали за да можеме да излеземе надвор и да од странските економии да правиме прилив во нашата држава. Така да ќе кажеме еден податок кој е многу интересен, а тоа е дека 0,2% од компаниите бројат над 250 вработени во Македонија, 0,2%. Колку фирми се Тоа се 7. Фирми над 250, 7-8 зависно. Значи тие може да добијат работа. Да, а тие креираат 18% од реализацијата годишна. Пазете, 0,2% креираат 18%. Значи ние тие 0,2%, ако ги направиме 1%, значи во државата да имаме 1% фирми над 250 вработени, ние дупо ќе го дигнеме градежништвото во реализација. Значи едноставни се параметрите и градежништвото во моментов, уште нешто кажам, последните, да кажам 7-8 години после завршување на проектот Скопје 2014, така, мислам без разлика каков бил што бил, градежниците тука го најдоа спасот кога немаше на целиот Балкан работа, нашите градежници работеа. Значи јас памтам 2014-15 дека ние бројавме дека има повеќе кранови во Скопје него што има низ цела Србија, така беше во 2013-14. Без разлика како бил проектот, што бил, ја разговарам за капацитетите на домашните компании и имавме учество на градежниот сектор во бруто домашниот производ кој надмина 7% и не може да мрдне сега поише од 4,5. Така да потенцијали имаше, ја мислам дека ги изгубивме, дека немаме толку колку што мислиме дека имаме. И тие што ги имаме потенцијали сега мораме да ги развиеме. Ние со многу мали мерки тврдам дека можеме да добиеме многу поголеми резултати во градежништвото. Се согласувам и тоа дека се треба да оди напред. Мене ми е жал што сега се вративме да разговараме на образование и на медицина, затоа што некако исти грешки повторуваме цело време, тоа е одлика на земји што немаат развој, пошто сите земји грешат, али грешките се различни. Кога имате различни грешки, ви одите напред. Кога имате исти грешки, значи вие или седите во место или идете назад. Така да во моментов сериозно треба да се размисли за сектор градежништво, сите најави што се, значи проектите од унгарскиот кредит, проектите од инфраструктурата, не знам, распишување на нови тендери, ги имаме сите најави дека домашните компании тука ќе ја водат главната улога и после долго време барем тоа го слушнавме сега за да имаме некој основ да почнеме да се надеваме за нешто, но сепак тоа треба административно правно да се реши, затоа што без административно правно не знам како ние ќе бидеме водачи на тоа ОР во овие финали. Но унгарскиот кредит искористеноста исто така е многу мала во овој момент на доделените и одобрените кредити. Излезе министерката со бројка од, не знам, рече си 10 милиони евра, значи нешто помалку од 10 милиони евра, откупни 250 милиони кои што се наменети за компаниите. Како го цените тоа? Зошто тоа се случува? Дали е недостаток на инвентивност во компаниите кои што треба да најдат проекти кои што се издржани или едноставно човечкиот потенцијал за изградба е недоволно голем? Значи, јас во моментов можам да кажам следно, имаше две транши на унгарски заем. Првата транша се реализира, значи тоа беа многу малце проекти, зашто не беа општините спремни со проекти, но сега со најавената втора транша на апликација за проекти е баш она вистинското зашто разговараше владата. За компаниите, за владата за реализација. Сега, тие тендери уште не се распишани. За општините, за унгарскиот кредит што треба да ги распишат општините. Од каде што треба градежништвото да добие некој колач. Да, тоа се сите инфраструктурни проекти, но ги реализираат општините. Сега тука се најде проблемот на капацитетот на општините. Значи и ова одлагање по мене во моментов е токму заради капацитетите на општините нешто да спроведат. Значи, верувајте, дури ако влезат овие, ние преска ја начнавме темата, ако влезат овие странски стратешки партнери британциве, или ако влезат било кој со кој ние ќе потпишеме стратешки договор, верувајте дека повторно ние треба да го водиме, да водиме административната постапка, нема никој да води место нас. Значи, експроприација, закон за легализација, тоа се оди преку нашите служби. Но ние видовме дека за проектот на Бехтел и ЕНКА цела држава се мобилизира. Ние тоа го баравме од многу порано. Значи, за проектот Бехтел и ЕНКА се потпишаа услови
кои беа многу олеснети, со многу олеснети финансиски услови, а верувајте дека цела држава работи за да може компанијата да реализира и тоа ние го гледаме и тоа е очигледно. Значи има тимови по 20 луѓе кои решаваат експроприација. Тоа сме го немале на ниеден проект до сега. Доколку така државата пристапи кон сите наредни проекти, не работи администрација. Да. Значи доколку така, значи и во моментов тие капацитети се ограничени многу. Така да верувајте. Не е идејата администрација да работи затоа што ќе се нареди мора да работи на проектот Бекто и Енка. Тоа такво работење треба да биде секојдневно работење на администрацијата. Јас за тоа разговарам. Ама за тоа треба други реформи, а не вакви. И уште за ова што ги кажа И парите за капацитети општините, ако уште не се распишани тендерите, за жал, многу за жал ќе ви кажам, заборавете ги парите за оваа година. Бидејќи да се распишат ќе дојде оној предизборен период. Да. И нема да се распишат оваа година. И онда кај се парите од унгарскиот кредит? Да, значи Кој е ефектот од унгарскиот кредит? Јас се надевам дека тие ќе бидат дека тие ќе бидат распишани за еден месец, со тоа со оглед на тоа дека сите имаат некој рок не поголем од една година. Мислам дека така се пропишани, сега не знам точно детали секој проект за што е, но верувајте дека тоа ќе биде една огромна инекција за ова слабо градежништво наполнето со капацитети. Верувајте дека градежништвото го очекуваат тоа, значи со да не кажам секојдневно. И ние затоа имаме толку информации, иако не би требало да се интересираме што се случува зад превезот и до кај се проектите, но верувајте дека градежништвото многу му е потребно, немајки друга опција во моментов, барем тие тендери да се распишат и да дали ќе бидат администрирани на време, дали ќе бидат со оглед на тоа дека проектите се некаде и постари од 3-4-5 години, извадени од некои фиоки, тоа станува да го видиме, но сепак јас се надевам дека доколку сакаат да завршат властите работата, а тоа го видовме на проекти дека доколку сакаме, може да ја завршиме, ќе се мачиме, ќе се одлага, ама нема да биде тоа одлагање како на автопатот Кичево Охрид и нема да решаваме експроприација 8 години. Да. Одиме на куса пауза за реклама. Стилот се менува. Повторно во студиото на ТВ24 со Узунов, Петрески, Серафимовски дебатираме за најновиот британски кредит во најава. 2,2 милиарди евра ќе се потпише договорот веќе во до 21 или 22 мај, како што кажа денеска министерот за транспорт и врски. Како ќе измериме ние дека добро нешто сме направиле од тоа? Веројатно сите очекуваме резултати брзо. Ете, на градежниците им се брза, на професорите не им се брза толку бидејќи тие сакаат да инвестираат во образование, но и тоа е во ред, тоа е друг тип на друга стратегија. Меѓутоа на овој народ му се брза, на овие граѓани им се брза да видат нешто опипливо дека се случува во државата и дека се влезени повеќе пари. Ќе ни расте ли економијата? Ако гледаме каков е наративот на владата, ние во моментот немаме јасен економски модел, барем не на хартија, кој ќе биде моторот на раст на вкупната економија, на вкупниот бруто домашен производ. Меѓутоа, доколку го следиме наративот, логиката е дека проектираните стапки на економски раст во голема мера се базираат на инвестицијскиот циклус. Инвестицијски циклус главно поттикнат преку капитални расходи, во еден дел оваа форма на капитални расходи и во вториот дел на инвестицијски циклус поттикнат преку бизнис секторот. Таа е логиката позади која што се проектирани. Проекциите се во 2025-та 3,7, 2026-та 4, 4,4 2027 и после 5% стапки на раст. Така што ако позадината е дека овие инвестиции треба да постигнат таков раст, веројатно треба да се држиме до овие бројки, а ако ништо не се случи во меѓувреме, дали ќе бидат постигнати и дали таквиот модел функционира или не функционира. Јас повторно ќе кажам да, има потенцијал на краток рок да се поттикне овој инвестицијски циклус, меѓутоа зависно од реализацијата. Доколку планот остане само на хартија и еве гледаме дека тендерите, вториот тендер касни, имплементацијата не се реализира или на пример имаме ситуација каде што ние ќе бидат искористени средствата, меѓутоа повторно се во оној капацитет на искористеност на годишно ниво кој што и претходно компаниите го користеле. Значи сега само ќе користат кредити кои што се по некои поповолни услови. Во таква ситуација ние немаме нов инвестицијски циклус. Или ако ова 400 милиони само за овие три проекти кои што се наведени,
очекуваме уште нови 400 за оние кои што се редовни, така, тука имате и локални и регионални патишта и така. Очекуваме подигнување на степенот на капиталните инвестиции како процентот. Тоа се буџетот. планирани, меѓутоа во која мера ќе бидат реализирани, во Допрва која ќе мера видиме ќе имаме и со следниот нови буџет, инвестиции од унгарскиот кредит и во која мера домашните компании ќе бидат вклучени, многу ќе зависи какви ќе бидат ефектите. Во оваа фаза ние немаме проекции, меѓутоа еве ако се држиме до она што е моментално проектирано од Министерство за финансии како таргетиран бруто домашен производ, а водејќи сметка дека е се базиран на овој модел, тогаш да се држиме до овие стапки за да ја измериме успешноста. Да. Повелете што? Убаво што го кажа Благица, тоа се точно плановите на владата и тој нејзин модел преку фискална стратегија и уште модел на развој базиран на раст на бруто домашниот производ врз основа на капитални инвестиции. Многу се нервирам од тие од социјализмот останалите термини, едниот беше капитални инвестиции, вториот е инвестиционен циклус. Тоа се од социјализмот останалите термини кои што треба да значат дека ние идеме во развој. Прво, инвестициите не треба да бидат циклус, него треба да бидат континуитет. Што значи се дека збориме за циклус, ние збориме дека не знаеме што правиме. Второ, за мала отворена економија како Македонија, инвестициите, особено во овие вакви капитални инвестиции, патишта и други инфраструктурни објекти, треба да бидат дел од моделот на развој, но потпорниот, вториот елемент на развој. Моделот за развој на мала отворена економија е извозна ориентација, извозна експанзија. Ќе прашав каде е земјоделството? Земјоделството е во делот на преработка на земјоделски производи за извозна храна. Тоа е суштината. Но извозна стратегија. За тоа е потребна инфраструктура, дефинитивно, но е потребна квалитетна работна сила и добра опрема, нова опрема, најнова технологија, информатизација, автоматизација, дигитализација и така натаму, а не само голи автопатишта или пруги. Ништо против автопатиштата. Така што овој модел за мене е модел со фалинг на владата. Баш кај што стапките се толку амбициозно надувани, гледаме дека сите озбилни институции ни викат нема да бидете ни приближно до тие бројки и е факт, бидејќи оние гледат продуктивност. Не реков ја да биде као претходните влади, они има раст базиран на потрошувачка. Не. Но пораст на продуктивноста и на извозна експанзија. Таков модел Македонија до сега не виде, оваа влада нема намера да го направи и затоа сега иде со овие... Кредитот од Унгарија и кредитот од Британија не одат кон тоа? Ода и не дават никакви ефекти до сега. Ајде, Унгарија уште го неаме. Од Унгарија, ајде нека ми го каже некој... Добро, 250 милиони директно во компаниите, како кредити ќе влезат. Дајде да видиме, нека... Благица, може да се договориме проект да направиме да видиме што е до сега нето ефектот од унгарскиот кредит? Веројатно сме на многу ран почеток, меѓутоа да, апсолутно дека треба да се направат некои проекции за кои ќе бидат ефектите. Сега нема скоро никакво треба можеби малце и време Ванчо да дадеме. Сега на почеток се, ако самиот унгарски кредит доцнеше во старт, јас сум повеќе загрижена за какви ќе бидат тие инвестиции кои ќе бидат избрани. Кои ќе бидат компаниите кои ќе бидат кои ќе стигнат до тој колот, затоа што веројатно микро малите компании, оние кои што се во Кратово, Делчево и не знам Крушево, можеби потенцијалот за да стигнат до овие кредити нема да биде ист како со скопските компании. Јас сум повеќе загрижена за тоа. Дали парите ќе бидат правилно инвестирани. Меѓутоа, во делот на продуктивност, јас дефинитивно треба да поработиме паралелно. Дефинитивно дека ние не можеме само да се осврнеме на ваква форма на проекти, затоа што ако го погледнеме буџетот, овие се еден дел од проектите, меѓутоа во вкупниот буџет ние имаме инвестиции кои значат многу пошироко од само капитални инвестиции и само во патна инфраструктура. Како на пример платите на администрацијата која во последниот период расте, а ние не забележуваме дека продуктивноста на јавната администрација се изголемува. Тоа ни е едно прашање кое треба да си го поставиме, што правиме со таа гломасна и неефикасна јавна администрација. Зошто не се занимаваме со такви структурни проблеми? Зошто ние се доведовме буџетот, ако ја гледаме како вкупна структура на буџет, нас да ни биде од социјална компонента буџетот, а многу малку развојна компонента, и таа развојна компонента постојано ни се истиснува и ние имаме обврски, ние, само да докажам, ние имаме од година во година во буџет си ставаме фиксни обврски, како што се, например, колективните договори за администрација, како што се, например, минимален гарантиран доход кој што апсолутно треба, меѓутоа никако не успеавме тие луѓе да ги извадеме на пазар на труд, како што се, например, фиксни обврски како што се пензиите.
И ние на таков начин буџетот, потенцијалот кој што може да го собереме од приходи, не е доволен само да ги покриеме овие тековни расходи. Толку. И тука го отвараш едно многу интересно прашање, што на други прилики сме говорили, не знам колку е во денешна емисија, но кратко го кажам, ние треба да се поставиме како прашање дали ние немаме пренизок буџет во однос на GDP споредено со нашите земји со кои се вредуваме. Единствена земја во Европа што има помал буџет во однос на БДП од Македонија и Косово. Што значи ние треба да имаме поголем буџет. За да имаме поголем буџет треба некој да го плати. За да го плати некој треба да ги смениме даночниот систем. Тоа не ќе никој ни да помисли да го направи, особено кај директните даноци, данокот на добивка и данокот на личен доход да го направиме прогресивен. Тоа никој не ќе ни да помисли да го направи. И затоа ние седиме со мал буџет и многу сива економија, неоданочени средства, и се вртиме у круг, имаме мал буџет кој што го даваме за фиксни расходи, за социјала и плати, кои што не дават никаков ефект, нити сиромашните се излечени од сиромаштија, немаме развој и мислиме дека ќе позајме пари од Британија и така ќе се развиеме. Приказка за мали деца. Тотално да се смени моделот. Но веќе е дефинирано страна на владата. И тоа ќе си го гледаме ние во наредните години. За жал. Продуктивноста, ќе се надоврзам само за продуктивноста, многу ни за постапки, ни за закони донесовме минатите години, кои директно влијае на продуктивноста, зборам за градежниот работник, и тие мораме да најдеме начин да ги смениме. Прво, во нашава република има голем број на празници, мора да најдеме начин да ги намалиме тие празници. Второ, во нашата република мораме да овозможиме секој работник да може доколку е способен за работа да ги заработи своите пари, затоа што кога одат во странство и во западните земји, неограничени се можностите он да заработи, тука се многу ограничени, да речем во градежништвото, тоа се значи доколку вие имате 48 часа, значи нормални во текот на неделата, вие можете да работите само во сабота, пошто недела вие не работен ден, а недела е додатокот на плата од 1,50, значи може да се зголеми тој на 2, да земате дупла дневница, ние тоа не го правиме, ние на името на комодитетот на работниците го прогласуваме недела неработен ден и прогласуваме дека во неделата мора да има 48 часа, ако нема 48 часа мора да им дадете ден одмор. Значи, тоа значи работник што зема 40.000 денари, он може да заработи 48 максимум во оваа земја. Значи, ние мораме да ги... Ние нити имаме природни капацитети, неискористени рудни богатства, нити имаме море, нити имаме туризам. Ние можеме да живееме само собствен труд. За да живееме собствен труд, треба тој што работи да му дадеме можност да работи, да заработи. А ние врз основа на тоа дека дека правиме законски решенија со кои што ќе ги намалиме влијанијата на работодавците и ќе ги зголемиме правата на работниците, се враќаме во комунизмот и даваме права со тоа што нема да работи. Тоа недела на работен ден. Клучниот сегмент што го прави неконкурентен градежниот сектор. Не, ја разговарам тука за зборам за продуктивноста. Значи ние мораме да најдеме начин компаниите да ги платат своите работници. Првата пречка е можноста он да заработи, а втората пречка е цените по кои што нашите компании работат, со оглед на тоа дека имаме закон за јавни набавки каков што имаме, и имаме стратешки партнерства во кои што одредени компании кои не се од Македонија работат по дупли, тродупли, не знам какви цени, а ние се бориме на јавните набавки со еден куп нелојални фирми, еден куп нереферентни фирми, и сето тоа доведува да вие ако сте нормални, добра фирма во Македонија, имате некоја стега во која што не можете никако да трнете да направите чекор напред. Продуктивноста на работниците, значи има доста например ние минимална плата покачуваме дека малте не секоја година две, но никој не се грижи за они добриот работник колку му се покачува платата. Ние на лопатарите, зборно во градежништвото, и на тие што не се квалификувани им ја покачуваме носта платата, а на тој работник што заработува 1000 евра, а треба 1500 евра да заработува, за никој не се грижи. Значи тој е оставен сам на себе и затоа развојот ни е таков и затоа капацитетите ни се намалуваат, а со тој потенцијалите ни опаднуваат. Зашто за тие не се грижат работодавачите, газдите? Затоа што работодавачите од една страна учествуваат на јавни набавки во кои што системот делегира дека може одредени компании кои не се референтни, имаме компании што немаат обарт колку што добиваат тендери, вредности на тендери. Значи сакаш да кажеш корупцијата ви угуши. Значи законот тоа е тоа. Не, законот за јавни набавки е така, сакам да кажам, скроен да е на штета на добрите компании во име на конкурентноста. И тоа се вика корупција. Да, во име на конкурентноста. Значи ние за да зголемиме конкурентност, ќе даеме поширок спектар на компании и сега имаме тука компании кои бројат 500 луѓе, 5 луѓе и 4 луѓе. И сега сите се надпревуваат за една цел, едните во развој вложуваат по 10 милиони денари, 20 милиони денари, а никој не вложува ништо во развојот. И законот наш за јавни набавки тоа го толерира
и го поддржува, така да тоа имаме едно ограничување, а сите оние, да речеме, на тендерите за ЕБРД и Светска банка, поголемите тендери во кои што нашите фирми можат да креираат додатна вредност, тука не сме конкурентни, затоа што условите кои се пропишуваат, нашите фирми не ги задоволуваат, затоа што не им можевме да работат нигде како главни изведувачи, туку сегде ги пуштивме да работат како подизведувачи и не креираат референца. Може ли да те кажеме на завршење? Да. Колку повеќе Македонија ќе имплементира европска регулатива, толку повеќе нема да смеете да дава ексклузивитет на домашни фирми. За жал или за среќа, тоа е тоа. Они наоѓаат индиректни начини како да преферираат фирми, меѓутоа отворено тоа не смее да биде. Сега, така. самите градежни фирми, мене ми е лесно, професор, ќе зборам дека е многу тешко да се спроведе, ама што друго место не да кажам. Треба да си најдат, да се соберат и да се организираат, да си најдат своје чари како да станат поконкурентни и да можат здружено некако кој синдикат да не само да домашен пазар, да се поврзете стратешки со фирми градежни со соседото, па да имате извозна услуга градежна. Да. Како што имаш во Југославија. Да. А за тоа треба да понудите нешто, а нешто ќе понудиме. Не, Значи, добро, ние тука треба немаме, владата видете, да стане партнер со тоа, со вас да работи заедно. Тоа е Да. точно, тоа треба го барат од владата. Значи, Друго, владата за голема фирма треба да се вложи. Така. Значи, имаме такви светски примери. За одредени фирми по две држави стојат во Европа. Ни една европска фирма не отишла во Чиле да земе брана да гради без да интервенира државата. И тоа да бидеме на чисто. Тоа Македонија нема да може да го Да, направи. Македонија е мала за Мала, тоа, за не тоа може, влијание, тоа. но сме имале многу добри примери како председателот Борис Трајковски, кој многу агитирал за македонските компании и во негово време македонските компании работеле надвор. Надвор од државата, затоа што Тогаш и беа конкурентни. Да, тогаш и беа, но не и на странски фирми на други пазари може да работиме. може да работиме. Но во тој случај ризикот да Е, не ви да, платат и и ризикот цената е да не многу мала, Не, така, за цената ние ќе ја заработиме. Ризикот како сте вие заштитени? Кој сте вие на странскиот пазар? Која држава стои позади вас? Значи кој е тој што ќе состои? И второ, ние треба тука да бидеме. Тука да бидеме Не, носители да. за да бидеме во странство. Да речеме имаме ние компании кои работеа да речеме до пред 5-6 години на дворешните пазари и си ги завршуваа своите работи. И во тој случај имавме на пример тендери иста јавна набавка, со ист интензитет, ние можеме да учествуваме сами во странска држава, кај нас не можеме. Едноставно, за да развиете вие капацитет кој ќе биде извозен, кој од страна ќе донесе прилив, значи странска валута ќе внесе, не ќе изнесе, треба државата стварно да се погрижи затоа што ние сме мала држава, а камоли компанијата тоа да го направи. Добро, благодарам за сега. При крајот сме на емисијата, меѓутоа имаме едно значајно прашање што сакаме да го искоментираме. Значи, Македонија влегува во еден тип на нови економски или старо нови економски политики во кои што свој значаен удел ќе има, тоа веќе го видовме, и банкарството. Со унгарскиот кредит, например, и со делењето на парите и така натаму. Пред нас е избор на гувернер на Народната банка. Сакаме еве пред се економистите тука да ги прашам, ако имаат и компаниите да кажат нешто, нема проблем. 3 имиња се во оптек, се уште, тоа се актуелната гувернерка Бежовска, потоа Зоран Ставевски, поранешен министер за финансии, и исто така поранешен министер за финансии Трајко Славевски. Што очекувате дека ќе донесе одлука утре председателката во однос на тоа што ќе го предложи до собранието? Ако видите, гувернерот е една од најзначајните економски функции, не само во нашата економија, туку и било каде. Независноста на Централната банка е приоритет број 1, кој што треба да биде запазен, меѓутоа исто така да не заборавиме дека во самите цели кои што ги има нашата Централна банка е фиксниот девизен курс и понатаму ценовната стабилност. Зошто е значајно да се држиме до овие рамки? Затоа што во изминатиот период секогаш Централната банка била високо рангирана од сите меѓународни институции од аспект на својата независност, од аспект на својот кредибилитет, и сметам дека по таа патека треба да продолжиме. Дека независноста е исклучително важна, покажува, еве, например, изминатиот период, монетарната политика е многу клучна, ценовната стабилност, меѓутоа тоа е трка на долги патеки. Затоа што борбата со ценовната стабилност еве сега со инфлацијата, можеби вие ќе ја започнете затегнувањето на монетарната политика, но првите резултати ќе дојдат многу подоцна заради тие временски задоцнувања. Сега тука
е независноста, но од друга страна ги имаме и политичките циклуси, каде што секоја една влада, особено предизборна година, и одговара да има полабава монетарна политика. Некогаш имаме колизија во таа функција на желбата на политичките циклуси со улогата на Централната банка, и затоа е значајно таа колизија да биде неутрализирана и Централната банка да делува независно во своите мандати и своите цели. Заслужи ли актуелната гувернерка уште еден мандат? Јас не би можела сега да дискутирам апсолутно. Мислам дека гувернерката дефинитивно има висок кредибилитет, покажа, меѓутоа исто така и за останатите кандидати имам позитивно мислење и ќе се воздржам од било каква дискусија понатаму за кој треба да биде следен гувернер. И председателката исто така рече дека има позитивно мислење за сите кандидати. Вие, Узунов, што сметате? Во однос на овој избор, искоментиравте во студиото дека пред да влеземе дека се доцни, премногу време се доцни. Да, зошто дојде до тоа воопшто и што е тука лошо? Од друга страна. Лошо е затоа што се зголемува неизвестноста за една работа за која што не можеше никако да има неизвестност. Значи мандатот на гувернерот трае 7 години. Ајде, не мора сите 7 години се бира нов гувернер, но председателката можеше да го избере гувернерот пред да го предложи и собранието да го избере пред месец, два, три. Што ќе беше проблем? Никаков, ќе го знаевме кој и онди само ќе си ја прима предаде да должат ако беше нов или ќе си продолжи ако беше постојната гувернерка. Проблемот е значи во лошо владење, лошо практицирање на власта. Зашто се направи вака? Си знаат тие што требаше да не го направат тоа. И ја исто вечерот нема си играм со имења, бидејќи сите тројца ми се пријатели, а утре ќе го кажала председателката името. Она што сакаме да го кажеме на било кој што ќе биде идниот гувернер или гувернерка. Независност од политиката, независност, собствен интегритет и водење на монетарната политика врз основа на монетарни перформансите на македонската економија, стабилноста или нестабилноста на Македонија, циклусот економски, не политички во кој што ќе се наоѓа државата и тие потреби, а не врз основа на тоа што ќе сака владата. Владите и затоа се вика да биде независна монетарна политика и кај нас, освен што имаме ние пракса, Лагица, и во уставот е гарантирана независноста на монетарна политика. Така што тоа би била препораката, кој го да е рейтингот на Централната банка и на сите кои до сега биле секогаш било на високо ниво. Така што и точно затоа е кој имаш една институција што колку толку е подобра од сите други, е најдобрата наша домашна институција, сега ја зафркаш изборот на гувернер за да почне таа да се малце тресе. Зашто? Што е целта? Која е потребата од тоа? Ако имаш една институција, гледа да имаш повеќе кои што се гледат на неа, а не и таа да уништуваш. Тоа беше грешката што се направи. Сега си знатиме денес ќе ти дам, утре ќе ти дам, седно беше мандат, за 2 дена покасно ќе го кажем гувернерот. Македонија, што повеќе да каже човек? Добро, рековте сите овие луѓе ви се пријатели, но без разлика на тоа, сега некои од нив биле порано во извршната власт. Некоја, како гувернерката била гувернерка е претходно нормално во банкарскиот сектор, исто така. Од аспект на тоа, сметате ли дека може да е хендикеп учеството во политички влади претходно за одредени кандидати? Зависи од неговиот карактер, нивниот карактер, дали ќе може да се одвои од политичкиот бекграунд минат и ќе може да има свој интегритет и да рече, сега сум гувернер и не ме интересира што било политички и кој е на власт, која има другата дел од извршната власт. Зависи од човекот. Не можам да кажам сега, дали од овие кандидати некој ќе го има тој интегритет, не сум квалификуван да го одговорам тоа прашање. Не знам, може би, а и не мора. Не знам. Мислам за овие кандидати што биле министри. Пише гувернерката не била министр. Тоа биде хендикеп во Да, мојот став е јасен, без разлика кој да биде од кандидатите, треба да се води кон целите и начинот на функционирање и на Централната банка, меѓутоа и целите на монетарната политика, затоа што водењето на монетарна политика е многу сензитивна и навистина треба одлуки кои што не зависат од било какви влијанија, пред се и понатаму задржување на стабилен, на фиксен девизен курс, стабилност на ценовната политика и тоа е тоа. Повелете? Тоа се очекувања. Една слабост на целиот овој сегашен, гледаме избор на нов гувернер или гувернерка, пати уште една работа. Зашто се ограничија кандидати само на тие? Македонија нема други економисти? Можеше да земе многу поширок круг на економисти како потенцијални за разгледување. Пак е некоја, освен постојната гувернерка, која што може да има комитет, некој спој со партијата. И тоа мене многу ме секира.
Немаше една шаблона да се рече независен некој ќе предложиме или некој можеби со некаков друг бекграунд. Очигледно многу сме недораснати за многу работи. Сите досегашни избори, барем во последните два на кои што се сеќаваме свежо, тоа беа Бежовска и Богов, беа прилично изненадувања за светот кој што не живее секојдневно со банките, значи не беа истурени луѓе од политиката или од финансиите, меѓутоа прилично квалитетно беше оценета нивната работа. Да. Видете, овде кругот се стесни многу напред. На тие три кандидати, мислам фактички се работи за два кандидати и додадена гувернерката. Што може на крај да успее да добие, ако двајцата некој од нив не успее да добие повеќе наклонатост. И тоа е тесен круг. А ако веќе збориме за тесен круг, onda стварно дадеме кој од онаа сфера на монетарна економија, монетарист. Тогаш стварно може да следиме кругот до уште помалку луѓе, меѓутоа ќе знаеме барем дека е тоа, а не политичка личност. Така? Градежниот сектор дали има нешто да искоментира околу изборот на не би додал бидејќи ништо. банкарскиот сектор зависи од тоа, веројатно вие сте заинтересирани за поевтини кредити и така натаму. Секако не би додал ништо што кажа колегите, сепак они имаат поголемо искуство и се согласувам со сите нивни ставови. Така, добро. Јас ви благодарам на сите тројца што бевте денеска гости на Ви благодариме. 24 отворено. Почитувани гледачи, останете со нас за кусо време следуваат и најновите вести. Пријатно.